Во трката за подобар живот и подобра екзистенција се намалува времето кое останува за завршување на домашните обврски. Денес и жените работат на високи работни позиции и најчесто дел од работата ја носат со себе секаде, па дури и во домот. Повозрасните велат дека времињата се менуваат и доколку има разбирање во едно семејство, тоа ќе опстои. Исто така според нив во денешното динамично општество е во ред и позитивно мажот да помага во домашните работи. Заедно двајцата сопружници да ги поделат и да ги сработат. Така ќе им остане и на двајцата повеќе слободно време за себе и за нив како семејство. Ама сега се други времењата. Значи, чим си дома, ако има врски дома, и чатори практикалот ќе земиш и ќе смукиш, ако има потреба. А друго, мора да поделиш работата со жената. Треба. Зависи. Има начин. Има начин. Ако деца сака. жени, внуци да гледа. Обавезно. Обавезно. Например, мојот маж, не да го фалам, ги врши сите и женски и машки работи. И многу сум му благодарна. За нас, жените, има секој пат треба да имаме време. Например, јас имам куќа, имаме двор, таа е се негова обврска. Прихватливо и мажот да се уклучи во секојдневниот живот, да помага, да ствара, што викаме, да не остане се на жената. Жената преоптеретена, да може всичко да обавува. Јас, например, имам 2 сина, исто и они толку им помагат на жените, што им се восхитувам. Да. И така треба, млаите, сега маж и жена работат, па маленки деца имат, мора да помагат мајшто, јас сум за да помагат. Обавезно. И това да се поделат работите, да се поделат, и да се заеднички решават се. Многу полесно ќе биде и на жената ако е вработена, ако има и деца, па и фамилија, и обврски на работата, сакаш малку и да се експонираш. Да, време за себе, да се малку дотераш, да имаш моменти кога сакаш да изгледаш убаво. И треба да се посветаш и на тоа. Затоа треба да мажот и он да се уклуче во секојдневниот живот и да помага на жената колку што може повеќе. И љубовта ќе биде поголема. Да. Повозрасните граѓани сметаат дека каде што има љубов, разбирање и доверба, може да се постигне се. Не е срамно, туку напротив за пофалување доколку во домот се подела домашните обврски со сопружниците. Норвежанките имаат најмногу слободно време во однос на другите жени во светот, додека жените во Турција го заземаат рекордното место според времето кое го поминуваат во домашни работи. Истовремено мажите во Норвешка се втори во светот од аспект на тоа колку помагаат во домашните обврски, додека данците се на прво место.